Добар ден на сите. Бидејќи во петокот добивме известување дека колегата Ѓорги Ѓоргиевски поднесе оставка од местото советник, остана прашањето за свиканата комисија за урбанизам на која што требаше се разгледа една точка. Бидејќи не добив одговор стриктно кој и како треба да се води седницата, согласно статутот, како председател на совет ја свикав и истата како председател на совет ќе ја водам. Констатирам дека во овој момент на комисијата присуствуваат тројца членови, па според тоа имаме доволен кворум за да започнеме со работа. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина со предлог следниот дневен ред. Точка број 1, програма за измена и дополнување на програмата на финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Го молам представникот од општината да ни ја образложи точката. Добар ден на сите. Предлог за измени и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 се предлага да се вградат следните точки. Значи, од заинтересирани физички и правни лица во точка 2 со следната точка: ДУП за четврт, изработка на ДУП за четврт запад 9 блок З0903 општина Битола. Од заинтересирани физички и правни лица во точка 6 со следните точки поединечно: урбанистички проект во нов од урбанистички план за линиска инфраструктурна градба со намена Е18, водови за пренос на електрична енергија, столбови на далеководови, локално и средно и ниско напонско електрични водови за осветлување на ски стаза Копанки на дел од КП 351/6 и дел од КП 349/7 као Магарево, општина Битола. Урбанистички проект во нов од урбанистички план за изградба на нов 0,4 киловолтен кабелски вод низ КО Дихово и КО Дихово Вонград, општина Битола, и поставување на нови кабелски разводни ормари. Урбанистички проект во нов од урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Б51, хотелски комплекси на КП 620/3 и на дел од КП 620/16 КО Нижаболе, место викано Зикови ливади, општина Битола. И од заинтересирани физички и правни лица во точка 7 со следните точки поединечно: урбанистички проект со план за парцелација за комплекс на сервиси и мало стопанство во западниот дел од потесното градско подрачје, втор дел Битола, донесен со одлука од 28.12.1925 година со намена Г27 индустријски згради од други преработувачки индустрии со помалку загадувачки процеси, фабрички комплекси на КП 5360/30, 5053/560/32, 5360/34 и КП 5360/36, место викано Довлече КО Битола 1/2, општина Битола. И последно, урбанистички проект со план за парцелација за ГП 10 од детален урбанистички план за централно градско подрачје, прв дел, блок 1, Битола, општина Битола, на КП 2921/4, 2921/7 и 19304/2 КО Битола 4, општина Битола. Тоа е, значи, овие точки се предлага да се вградат во годишната програма. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Односно, дали некој има прашање? Повелете. Ви благодарам, председателке. Бидејќи слушнавме многу точки кои што се во една точка слеани, дали може некој да ни објасни што точно овде се бара? Затоа што се бара и измена на парцела, на намената, се барат и далноводи, и кабли, и некако измешано ни е. Дали некој стручно може да ни објасни точка по точка, дали ова од 1, од 10 души, некако ни е се во едно во купче клаено и малце збунувачки. Значи, Ви благодарам.
Повелете. Сите овие точки што ги спомнав, мислам, подетално станува збор за точка 2, промени во детален урбанистички план, изработка и донесување на детален урбанистички, во точка со една постапка, во точка 6 урбанистички проекти надвор од офатен урбанистички план со 3 постапки, што ги споменавме, и во урбанистички проект со план за парцелација во точка 7 2 постапки. Значи сите се од физички и правни лица, поднесени од заинтересирани физички и правни лица. Толку? Да. Подетално ако треба за некој од било кој, што можеме да кажеме, мислам, тука сме. Јас колку што разбрав детално ве праша да му ги објасните точките. Така барем разбрав. Значи детално има материјалите, значи прифатени се иницијативите овие подолго време од страна на Комисијата за урбанизам. Едната е значи иницијатива за измени и дополна на детален урбанистички план за четврт запад 9 блок Z0903. Мислам како материјали беа споделени сите. Иницијатива број 3730 од 24 и дополна на истата. Како и мислење по иницијатива од граначалник на општина Битола. Тоа е едната. Второто е иницијатива за урбанистички проект во нов урбанистички план за линијски инфраструктурни водови E18, односно за осветлување на скиска стаза Копанки. Наредната е од барање за инициирање на постапка за урбанистички проект во нов урбанистички план за нов 0,4 киловолтен кабелски вод од Евана. Наредно урбанистички проект во нов урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Б51 хотелски комплекс на КП 620/3 као Нижеполе, место викано Зикови ливади. Значи ова приват, физичко лице поднесена. Исто од физичко лице урбанистички проект со план за парцелација за комплекси на сервиси и мало стопанство во западен дел од потесно градско подрачје во сервисна зона Довлеџик, каде што инвеститорот бара урбанистички проект со план за парцелација, за спојување на повеќе градежни парцели. И последната е урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела 10 од Дуб за централно градско подрачје, каде што се бара поделба на една градежна парцела на повеќе. Мислам, ова се сите точки што се одобрени како иницијативи од страна на Комисијата за урбанизам и сите се наведени во овој предлог за проширување на програмата. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Прашање до службите и до колегата, тоест до представникот од службите. Дали не мисли дека премногу прозирно е тоа што во една точка која има општ наслов се поставени внатре повеќе измени, намени и така натаму. Мислам дека нормално со некој се служуваме, со некој не. Мислам дека воопшто не е коректно за целата битолска јавност, а особено за нас советниците тука, да се прават вакви работи. Мислам дека има таму во вашето предложение, колку што сум запознаен, има работи кои може би се окей, може би ќе допринесат за развој на градот, но сметам дека за истата точка треба да има раздвојување и не сите се ставаат во куп, бидејќи сите немаат иста важност, сите немаат исто значење и сите немаат може да имаат иста правна разрешница. Така да, сметам дека
бидејќи сте вработник кој го почитувам во сферата на урбанизмот, мислам дека во иднина треба да достигнат до нас точки кои ќе бидат прецизно објаснети и раздвоени, а не се воедно. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете. Микрофон кај шума ќе ве молам. Не, има 15 слободно има. Може колега Илиевски кој што го интересира по точка да се прашува слободно, еве мене ме интересира, пошто комисија е, за осветлувањето за Копанки. Може поточно да ми објасните што се работи, кој поднесе иницијатива, рок на изведба има, кој ќе го прави тоа? Во материјалите кои се доставени таму, таа иницијатива може се види дека и со постара дата, ние си имавме обратено и во Министерството за надлежност. Дали сме ние надлежни, пошто е станува збор за ЕСА Молика, што добивме одговор дека сме надлежни. Иницијативата ние во меѓувреме имавме прифатена и сега дојде како на дневен ред дека да се внеси во годишната програма, со што би можело да отпочне постапката. Не знаеме повеќе детали, мислам ги имам сите материјали што ги имавме се споделени до комисија, до советот, односно до комисијата за урбанизам. И како по тоа што го видовме првично во иницијативата што е пратено, станува збор за осветлување на делот што е поврзан, мислам, делот со жичарата на Копанки, во тој дел. Благодарам. Како инвеститор, како иницијатор, има полномошно, мислам, даено дека Молика, ама не знам точно како се треба да видиме мислам во материјалите го има точно тоа. Значи вака... Да. Ајде, повелете, колега. Иницијативата како гласи, што барат тие? Да му дозволиме ние како општина да постават... Урбанистички проект да се направи. Добро. За E1.8 инфраструктурни водови за осветлување на ски стазата Копанки. ЕСМ Молика бараше од општината проект урбанистички или сами ќе се изработат тие проекти? Самите си работат, да. Самите ќе се изработат. Добро. Благодарам. Јас имам прашање, бидејќи рековте постара дата. Од кога добивте согласност? Треба да провериме во материјалите, ама мислам дека пред некој момент само да видам. Да проверам, ќе ви кажам дополнително каква информација. Сварно мислам да не биде. Ама ме интересира, имам уште едно прашање. Значи ме интересира дали до овој момент сите иницијативи кои се поднесени за измена на програмата и кои исполнуваат услови се денес поставени внатре. Зато ме интересира кога е таа усвоена. Кога сте добиле такво мислење? Да, од кога и кога сте добиле? Ако сте добиле пред 6 месеци, оти не сте ја пуштиле пред 6 месеци, тоа сакам да прашам. Значи секој месец има седница. Чисто ме интересира на која дата сте го добиле мислењето дека треба да оди на седница. Може? Чекаш одговор? Извини. Дури бара одговор, повелете, колега. Значи, исто како што кажа колега Чолаковски, значи колега, затоа јас побарав дополнително објаснување, тоа побара колешката и дополнително раздвојување, можеби во некоја идна седница на сите овие работи, бидејќи има, како што кажав, тука можеби позитивни работи, како во случајот Копанки, има и некои други објекти кои можеби треба да бидат позитивно изгласани, меѓутоа мислам дека премногу е некоректно да се тоа биде ставено во куп. Така да, мислам, треба да бидеме поштедени, не сме тука.
не сме тука ние не повеќето веќе и неискусни, така да мислам дека треба да се знае редот и поредокот како треба да функционираме. Благодарам. Доколку немате одговор, дали некој друг има прашања? Доколку немате, ја затворам расправата. Јас како председател на совет и член кој што ја води само комисијата, немам право на глас. Ги повикувам колегите кои се членови на комисијата да се изјаснат кој е за предложената точка, ве молам да крени рака. 1 за, против, 2. Констатирам дека точката не е усвоена. Со тоа се завршува комисијата за урбанизам.